Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Синоќа, почитувани слушатели, се одбележа 55-тиот јубилеј на радиочасот Глас од Македонија. Благодарејќи им на сите гости околу таа историска вечер и со коментар ќе дадеме идната недела, бидејќи вечерва ќе бидеме во разговор со председателот на единствената македонска политичка партија Македонска алијанса за европска интеграција од Мала Преспа, односно од Албанија, инаку професор и магистер Васил Стерјовски. Но бидејќи синоќа изоставив, сакам вечерва да им се заблагодарам за донацијата на гостите што беа на масата број 25, а идната недела ќе дадам и многу повеќе околу синоќешната вечер, но и мој коментар. А најпрво да ја вратиме пак младоста, како што вели и Спасен Силјановски, макар и со песна.
Посокаци народ згори, меа на сумбил до зори. Јас отпустам, мака пијам, ти ми требаш да се смирам, мах да се врати времето. Јас отпустам, мака пијам, ти ми требаш да се смирам, мах да се врати времето. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac, јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549. По повод 11 октомври, денот на македонското востание против нацистичките и фашистички поробувачи, Организацијата Обединети македонци во Канада ќе положи венец пред споменикот на паднатите борци за ослободување на Македонија, што се наоѓа пред Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто. Истото ќе се одржи во петок на 11 октомври во 11 часот утрото. Прославата ќе продолжи пак во недела на 13 октомври на Македонскиот парк Илинден, кој е од Организацијата Обединети македонци со почеток во 10 часот утрото. Повелете со своите семејства и пријатели, почитувани сонародници, заеднички да го одбележиме овој наш македонски национален празник 11 октомври, денот на востанието на македонскиот народ против окупаторот фашистички. Таму исто ќе се можете да си купите и кебапи, така да дечињата да си играат, а вие да се разонодувате со своите пријатели. За вашите семени слави, крштевки, родендени или било какви манифестации на располагање ви стојат трите модерно опремени сали на црквата Свети Климент Охридски. Телефонот е 421 416 421 7451. Исто така неделните богослужби, а и за религиозните празници повелете од 10 часот утрото на богослужбата. Дали знаете, по подолго време овој пат за МП или пратеник во канадскиот парламент се јавува наш човек со македонско потекло, по татко од село Прокопана, а по мајка од село Вмбел. Тој е нашиот сонародник Даниел или Ден Мейсен за еријата Марка Мистовил. Но потребно е од вас да се зачлените, а чланарината или membership е само $15 и сите оние кои се од 14 години на возраст па нагоре може да се зачленат. Дајте да го помогнеме овој наш македонец. Побарајте го на 416-845-0670. Да повторам, 416-845-0670. Ете, тоа беа накусо нашите рекламни пораки и соопштенија. А вечерва во разговор сме со мојот драг гостин кој беше синоќа на историскиот настан по повод 55 години од постоењето на радиочасот Глас од Македонија, Васил Стерјовски. Василе, добро вечер и најпрво да искажам срдечно добро да иде и овде пред нашите слушатели. Еве, и преку вечерашнава наша емисија би сакала да ти се заблагодарам што овде си меѓу нас. Иако при сите напори ти си овде, реков, меѓу македонците, поготово твоите сонародници од Мала Преспа. Верувам, разменивте мислење, но каков е твојот прв печаток од сето тоа, повели? Прво, барајце, се заблагодарам. Прво на вас, кој што ми овозможивте да дојдам тука во Канада.
да присуствувам вчера синоќе на прекрасниот јубилеј 55 години од македонска радио програма Гласот од Македонија и навистина кога збориме за моите првите впечатоци, јас не очекував дека биќе првеци ќе биде толку добро, дека македонците се толку добро и организирани и интегрирани во Канада, и не само тоа, дека ќе има можност да се видам прво со моите сонародници од Мала Преспа, но тука да запознаме многу македонци и од егејскиот дел на Македонија, и од Република Македонија, но и многу мои пријатели кои што сме соработували македонци од Канада во изминатите години. А исто и преку Фејсбук. Сега, пред се преку Фејсбук, но и ваке лични контакти, и навистина пред се да ви се заблагодарам и на вас и за упорноста, 55 години македонска радио програма во Канада, која навистина вие сте огледало на Македонија. Мислам и тоа со вашето постоење, значи имате голем придонес воопшто за македонскиот идентитет, за јакнење македонскиот дух тука во Канада, и не само тука, и пошироко, и навистина сите заслуги ги заслужувате за тоа, и не само тука, и најмногу треба и исто и Република Македонија вас да ве подржи во целот ваше обстојување 55 години македонска радио програма во Канада. Јас навистина ти благодарам за пофалните зборови. Пред се ќе ти речам да не се персираме, да преминеме на ти, затоа што веќе сме блиски, така да речам. А од друга страна тоа што велиш, за да помогне Македонија, каде побрзо, дали на сиромашната раја таму или мене? Јас кога вака велиш, треба нашите сонародници овде да се здружат, да помогнат, што можевме ние да имаме и повеќе радија и телевизијното, а да го ставиме во друго време да зборуваме. Меѓутоа, кажи ми ти мене, како е да се биде македонец во дел на Македонија која припаѓа на друга држава, во случајов Албанија? А ние пред се македонците во Албанија имаме, како да кажеме, исто трагична историја како општо македонскиот народ, и нашиот дел, посебно мојот дел на Мала Преспа е делен на 3 дела. Преспа е поделена во 3 дела, дел во Грција, дел во Македонија, дел во Албанија, но сите македонци, и така ние сите сме исповрзани, бидејќи пред 100 години немало граници, тука се дававме, се земавме во околината, Преспанско, Охридско, Битолско, Леринско, Костурско, така. Наша среќа што, еве, како македонци во Албанија, во делот на Мала Преспа и Врбник, сме признати скоро 80 години во Албанија. Таа среќа немале македонците во Горе и во Голо Брдо. Таму живеат македонски муслимани. Во Голо Брдо има дел и македонци православни, поголемиот дел се македонци муслимани, во Гора се македонци муслимани, конвертирани крајот на 18-ти, почеток 19-ти век, но тоа за нас не е битно. Во Албанија е друг процес, како што се забрани религија за сите албанци, така што тоа влијаеше позитивно и кај македонците, и така што денес ние не се делиме на македонци и муслимани или православни, туку си сме македонци. Кога кажуваме македонци, тие се македонци, но тој процес не е Македонија така. Но тој Македонија е македонци со исламска вероисповед кажуваме. А тоа не го кажуваме ние кај нас. Во Голо Брдо се знае македонец или Гора е македонец, не е македонец со исламска вероисповед, затоа што и така и Албанија направена. Албанија има 4 вери. Има муслимани претежно, католици, православни, и бектеше се секта, 10-12% секта од муслиманите, да кажеме, да речеме посебна вера, но се албанци сега денес, значи не се делат на верска основа, така најмногу тој процес, нажалост, што е направен со македонците во Република Македонија, но и македонци кои што се во Турција. Нели имаме најмногу македонци ние денес имаме во Турција, но не ги сметаме македонци затоа што се муслимани, што е многу погрешно. Затоа што пред се идентитетот на македонецот е јазикот. Да. Јас сум бил во Турција, во Измир, на 2 пати сме биле со фолклорна група од Мала Преспа. Ќе се изненадите, цели населби во Измир и мали градчиња што се чисто македонски. Значи, и по улиците пеат македонски песни. Ние пеевме македонски, игравме и тие пеа со нас, се придружува, повозрастните не знаат ни турски. Значи, жените претежно не знаат и турски. И се ние не може да ги исклучиме, не се македонци се биле со исламска вероисповед. Тука мислиме грешката пред се на Македонија, на тоа со таа политика што еве само православните ги смета за македонци. Тоа е наша грешка.
Јас на тоа ќе надоврзам, уште во времето на Југославија морам да го спомнам тогаш овај Колишевски, што ги вика торбеши, што мене многу ми пречи тоа, затоа што и тие се македонци муслимани, како да беа отфрлени, и затоа и ден значи тие како отфрлени од македонците христијани отидоа со албанци, турци, мислам да се мажат, да се женат, така да еве пример сега во поново време со самостојувањето на Македонија. Многу вери надојдоа, и антикристи, и јаховини сведоци, и што ли не. И сега и нив, значи да ги отфрлиме. Меѓутоа, како што рече, јазикот всушност го имаме ние. Јас се кажувам пример од Албанија. Албанија го имаш истиот пример пред 60-те години на 20 век. Да. И тогаш не се меша албанците меѓу разни конфесии, значи православен со католик или со муслиман. Тоа што забрани Енвер Хоџа системот комунистички религија баш поради тоа за да направи албанска нација. Денеска е нормално во Албанија, значи да се мажат албанец муслиман со православен со католик, не е никаков проблем, но тоа беше проблем пред 40 години. И сега, и плюс, освен таа политика, албанската држава водеше политика да во секаде представување, било, не знам, во задруга, во предпријатие, во парламентот, во влада, да има од сите конфесии, да не бидат исклучени. Тоа што се во Македонија и што денес постои, реално македонците со ислам вероисповед не се интегрирани во македонското општество, не ги нема на видни позиции, министри, пратеници. Проба реално да бидеме реални, Никола Груевски, тоа владата, да направи во тој дел, имаше пратеници и тоа даде ефект, свој ефект во Љубани, во села кај што претежно живеат македонци, така што Македонија треба да ги интегрира, да не се чувствуваат отфрлени, дека се чувствуваат дека се дел од македонската нација, но пред се интеграцијата доаѓа со тоа што ќе ги интегрира во самото општество и ќе бидат и на видни функции. Интересно е што ти заврши национална историја во Скопје во Република Македонија, а покрај професор на факултетот што си сега во Корча за пратеник, се прв пат се јавуваш во албанскиот парламент од македонската партија на таа држава, поточно ти како лидер на македонската алијанса во европска интеграција. Што беше поводот да запливаш баш во овие политички води, а истовремено колкави беа напорите за да се успее во сето ова? Прво, јас не се сметам за политичар, без разлика на тоа, јас се сметам за активист на македонците во Албанија. Јас завршив факултет на факултет филозофски факултет одсек историја при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, па после се запишав на постдипломски студии и така се вратив да помогнам пред се на македонското движење во општина Пустец тогаш, работев заменик градоначалник, кога македонската партија за прв пат ја освои општината Пустец, бидејќи општина Пустец мала преспа, сите се македонци, но македонците членуваат и во албански партии, поголемите претежно социјалистичка демократска, не дека не се чувствуваат македонци, но бидејќи знаете во Албанија не може да дојдеш до работно место ако не си член на владеачката партија. И тоа е за сите, не само за македонци, и за самите албанци е тоа. И така што македонци за да може да дојдат до работно место мора да членуваат во поголеми албански партии. И тоа е суштината и така кога успеавме ние да освоиме општина Пустец како македонска партија тогаш, да биде повторно македонци, претходно македонци беа од албански партии, така се вратив тогаш да помогнам македонското движење и така што на почеток еве сум бил претседател на Унијата на млади сили на македонската партија, така го формиравме дел од Македонска алијанса за европска интеграција, па после генерален секретар, па денес да сум претседател, значи тој процес одел постепено, како што се градел и како личност. И нашата борба пред се била како македонска политичка партија, но и движење, бидејќи на почетокот 1991 година, кога се осамостои Албанија, не дозволуваше формирање партии на етничка основа. И така што и немавме искуство реално македонците во тој период, формиравме неколку друштва, но не беше дозволено партија политички да се организираме и кога се дозволи веќе од 2000 законот и 2 и 3 година кога се дозволи Албанија и на етничка основа формирање на партии, тогаш се формира македонската партија 2004 година, официјално во 8 јуни 2005 година се регистрира во судот во Тирана, со партија која главна цел ќе биде заштита на правата на македонците во Албанија.
И една од главните цели секогаш било да македонците бидат представени во законодавниот дом, затоа што само така може да се артикулираат барањата во институциите на системот, затоа што не е исто да кажуваме ние во Пустец немаме права, а друго е кога кажуваш на говорница во парламентот на Албанија. И ние сепак и ова што е изборниот модел во Албанија е дискриминирачки за македонците и за другите малцинства. И така Албанија има носи секогаш изборен закон кој што не дозволува представување на малцинствата. Ние секогаш сме приморани како партија да правиме коалиции со поголемите албански партии и да се надеваме на некој добитно место, да подобитно да може да влеземе во албанскиот парламент, и така успеавме јас да влезам во албанскиот парламент во 2019 година. И како прв, и тој јавно го кажував, македонец кој се декларира македонец во албанскиот парламент, затоа што во 110 години, да кажеме, од албанска држава, затоа што и порано сме имале македонци со потекло во албанскиот парламент, но прво не се декларира македонци, второ не ни покренувале некој прашање за национален интерес на македонците, било национален, било економски интерес, и се декларира албанци. И тоа беше мојата разлика, значи што јас бев што првиот се декларирав на македонец и кој што ги покренав сите проблеми кои што ги засега македонците, не само од општина Пустец и округот на Корчек што бев пратеник јас, но и македонците во другите делови во Албанија, бидејќи македонците во Албанија живеат претежно околу 50 на традиционално села долж македонско-албанската граница, и тоа се на југот, најужно селото Врник во Деволска област, на граница денеска со Егејска Македонија. Тоа е македонско-егејско село, така го сметаме, делот на Мала Преспа, делот на Голо Брдо кај Дебар и делот на Гора кај Кукс, градот Кукс. И плюс не има скоро во сите поголеми градови на Албанија, значи населени, не са, и така што јас како пратеник застапувам интересите на сите македонци на цела територија на Албанија. Нормално, тие се наши македонци, без разлика, реков, има и антикристи секакви, меѓутоа се македонци. Да, али кога веќе спомнуваш како пратеник, ти за прв пат, иако во уставот на Албанија во парламентот не е дозволено да се зборува друг јазик освен официјалниот албанскиот, а ти толку смело истапи покрај албанскиот, проговори и на македонски јазик. Какви беа реакциите баш од пратениците во парламентот? Прво, уште кога влегов пратеник, кога станав, македонците бара кога ќе прозбориш на македонски, бидејќи нели гледа во Македонија дека албанците има право да се зборат на албански, и вика кога ќе збориш ти на македонски. Тоа е вистина дека деловникот за работа на албанското собрание не дозволува обраќање на друг јазик освен службениот албански јазик, и јас си зедов за задача дека ќе се обидам да поздравам. И тоа го направив при крајот од мојот мандат. И така што интересна беше таа седница, бидејќи за тоа никој не ни знаеше дека ќе поздравам, само еден подпредседател на македонската партија претходниот ден што се консултирав да му кажав дека ќе поздравам, па што биде нека биде. И кога се пријави за дневниот ред, друга беше точката за дневен ред, во средината во мојот говор прозборив на македонски јазик, направи повид македонците да се чувствуваат горди, дека ние сме лојални граѓани на Албанија, да бидат горди, се чуваат својот јазик, традиција, култура. И подпредседателката на собранието, кој што во тој момент ја водеше седницата, беше грчинка со потекло. Да. И убаво се соработувавме со неја и таа ме почитуваше мене како активист на македонците. И таа едноставно се направи како да не ме слуша и не ме исклучи, инаку имаше право да ме исклучи, бидејќи се зборувам на македонски јазик, не ме исклучи и го завршив тоа и на моја позитивна реакција, што пратениците ми дадоа аплауз. Да, ја мислев дека обратно очекував реакција пред се од помали пратеници од да речеме националистички партии, од Баликом, Тар, и други партии. Очекував од нив реакција да има, зашто ова, но ми дадоа аплауз. И веќе и се знаевме, ние веќе тука имавме цел, нормално јас бев пратеник, се знаевме со нив, но се прими позитивно како и така на една телевизија во Албанија кога ме покани и кога го коментирава мојот говор, и новинарот ме прашува, вика, сега да ви прашам што сте вие, бидејќи тука зборите на македонски. Да.
дали сте албанец или македонец, што се чувствувате. Јас му викам нормално дека јас сум македонец, сум албански државјанин секако, но јас не дека само се чувствувам македонец, туку и сонувам на македонски. И тоа е вистина, значи ние му викам мојот регион Делна Мала Преспа, ние сме сите македонци, албанскиот јазик ние го учиме од 7 години во школа, инаку сегде кај што збориме се збори македонскиот јазик. Мојата сопруга е македонка исто, си слуша македонска музика, но сум лојален граѓанин на Албанија. Му викам и до сега немам направено еден прекршок со браќаен да имам казна, а не нешто поголемо, да речеме, злосторство за Албанија, што смисол што ние сме лојални граѓани на Албанија и нема ништо лошо од тоа што да се почитуваат нашите права. За секоја држава најважно е да бидеш прво лојален граѓанин, почитуваш законите и да плаќаш данок. А после тоа како се чувствуваш е твое лично право, мислам. Очигледно е дека уште со самото стапување како пратеник да бидеш во парламентот, ти веднаш почна да ги бараш своите национални и човекови права. Јас не можам да разберам како се уште, додека во Република Македонија македонското, односно албанското малцинство во Република Македонија се задоволени од сите своји национални човекови права и со факултети, значи се имат, и дури и во парламентот македонски зборуваат на албански, а овде е сосема обратно. Дали нешто работиш на тоа, односно партијата твоја заедно со македонскиот народ таму што е во Мала Преспа, Голобрдо и Гора, дали работите да има еден реципроцитет помеѓу Албанија и Македонија, да се реши еднаш за секогаш тој реципроцитет? Секако дека ние како македонска партија работиме, но не само ние, тоа што ние бараме е исти бара и на другите малцинства во Албанија. Прво, мора да знаете дека политиката на Албанија е иста спрема сите малцинства, не е да кажеме само за македонците дискриминирачка, и за сите малцинства е иста. Грците се малце, да речеме, подобро котираат и организирани, затоа што имаат многу поголема поддршка од Грција. Грција сепак е силна држава и финансиски и на секој начин ги помага и со притисок врз Албанија, и затоа биле и, да речеме, поуспешни, но и тие имаат доста проблеми од албанската држава, така што политиката скоро иста сите малцинства. На Албанија има води политика дека е, да речеме, едно национална држава, нација, и дека ние сме минорни многу малку, што не е вистина, затоа што ако излезе реалната бројка на малцинствата, дека фактички тоа што е фактот, ќе испадне дека Албанија е мултиетничка држава. Да. Како сите држави на Балканот, значи не може да биде единствена Албанија, 99% албанци и само 1% 8 малцинства. Како и во Бугарија, 5% се бугари што речат тоа државко. Така што ние секако за поздравување се прво и за честитка на нашите секако и први активисти, затоа што замислете да после паѓањето на режим на система на Енверходжа, повторно притисок во државата бил многу силен, а лидерите на малцинства се гледале како пред се закана за државна безбедност и самите малцинства се гледа за државна безбедност. И државата преземаше мерки како да ги саботира, па ние имаме случај 90-те години од тајната служба на полиција, на Албанија, тајната полиција, кој што ги киндапирала буквално наши активисти, студенти, ги малтретирала, со денови ги држала негде во некои места зафрлени, ова да прават тортура врз нив, да се откажат од своите активности за македонското прашање. Така не било лесно нашиот пат во 90 години, секако сега Албанија е претендент да стане членка на Европска унија и сега веќе и општеството е друго полабавена ситуацијата, но сепак тоа што е државна стратегија, македонци има во пустеци и само тука и државата се обидува да не успее да не излеземе надвор од овие граници на Мала Преспа. И кога почнав јас како пратеник, уште првата седница да ги покренувам прашање на секоја седница, покренувам прашање за различни области на македонци. Прво почнав со Пустец, општина Пустец, кои проблеми ги имаме национално, економски, од сите сфери. После почнав другата седница за Голобрдо, па другата за Гора, па другата за Врни, вика ти шо врски имаш со нив? Еднаш за Пустец, еднаш за Гора, еднаш за Голобрдо, па и тие се македонци мои како исто сме ние во Пустец, така што и јас како председател на македонската партија, кој што национална партија на целата територија на Албанија, си ги бранам интересите на моите македонци, моите членови, комитети што ги имаме во овие, така што тоа наша борба секако е долгорочна и ние се обидуваме да не сгасне. Знаете сега да бидеме реални, и демографскиот
на процеси кај нас е голем. Знаеш, исто како кај албанците и македонците се селат од Албанија за подобар живот по Европа, се тука имаме македонци во Америка, во Канада, и во Република Македонија имаме доста најмногу македонци, така што освен тоа, значи имаме повеќе проблеми, но битно се обидуваме како партија да не згасни оганот, пламенот, што се вика, одржиме пламенот, и така што тоа е процес и се надеваме што еве Албанија како ќе се ближи до членство во Европска унија, дека ќе ги исполнува и стандардите за почитување на правата на малцинства, затоа што во нашата борба ние работиме координирано и со грците, и со другите малцинства, освен со така наречено бугарско малцинство кој што не постои во Албанија, но што поради други стратешки причини Албанија призна такво вештачко малцинство, но со другите малцинства, 8 малцинства, ние се соработуваме, бидејќи имаме исти барања и се обидуваме да биде обврска на Албанија почитување и подобрување на стандардите на малцинствата на своја територија, и тука гледаме нашата шанса. Токму и тоа беше моето следно прашање. И ова година на пописот на населението на Република Македонија, бугарската влада повторно се со интриги, со уцени врз македонското население во Мала Преспа, Голобрдо и Гора, врз македонците, каде што и твојата партија оштро реагиравте. Колку е поврзана во сето ова и албанската влада, иако знаеме дека и таа всушност е оценувана од страна на бугарите. И уште нешто, вие со вашата партија или твојата партија со другите малцинства испративте и протестно писмо и до албанскиот парламент, исто така Европската унија, Страсбург и секаде. Подобро може да ни каже за тоа. Да видите, значи 2017 година Албанија носеше закон за заштита на правата на малцинствата, бидејќи беше обврска од Европска унија. И во тој закон цел тој процес координираше Министерството на внатрешни работи на Албанија, и кога предложи предлог закон до парламентот да се усвои, се предложи предлог закон со признавање на 8 постоечки малцинства, меѓу кои македонското без бугарско. И на недела дена пред да се гласа во парламентот, Бугарија јавно се закани дека ќе стави вето на Албанија доколку не се признае бугарско малцинство, кој што во тој момент во 100 години од постојање на албанска држава никаде не фигурираше во ниту еден попис, во ниту еден регистар. И така што надвор од сите правни критериуми, Албанија призна бугарско малцинство. Ако за разлика од другите малцинства, бидејќи тој процес на носење тој закон траеше 3 години, од 2014 до 2017 година, се консултира, значи, овие институции со архивите на државата, повеќе институции беа вклучени министерства, и врз основа на факти и документи што ги има, да предложија признавање на 8 малцинства. И ние кога се носеше законот, имаше јавна расправа во парламентот и не покана представници на малцинствата. Јас бев као представник на македонците да ги бранам, и јас тогаш укажав од опасност од притисокот од Бугарија да се признај бугарско малцинство, и кажав дека ние не сме против почитување правата на никој еден поединец и малцинство. Ако има такво малцинство, слободно се признае, но во овој случај не се работи за бугари, туку се работи познавајќи на бугарската санстефанска политика за асимилација на македонците, бидејќи бугарите барат бугари во областите каде што живеат македонците, Гора, Голобрдо, Преспа, на граница со Република Македонија, бидејќи да постои малцинство, значи ние имаме територијални континуитет со Република Македонија, македонците во Албанија. Значи ние од кај бугари спаднавме, ние не паднавме со падобрани од Бугарија во Албанија. Значи меѓу нас е Република Македонија, и тоа што укажав јас во парламентот, дека признавање на бугарско малцинство значи геноцид во македонци во Албанија, бидејќи познавајќи ја и политиката на Бугарија која е членка на Европска унија, ќе ги искористи сите инструменти да ја блокира Албанија, се со цел асимилација на македонци. Значи тоа предупредивме на тој процес. 2 дена пред да се гласа во парламентот, се закани Бугарија јавно, и Албанија со амандман додадоа бугари и ги изгласаја. И тогаш, значи, имаше национален консензус во Албанија, и власти и опозицијата да ги изгласат бугарите, за да не го прече на Албанија во нејзиниот пат за Европска унија. Од тогаш почна нашите реални маки како малцинство. А како е сега, мислиме, дали очекувате, сега, дали да, сега сакам да дојдем тој процес до пописот, значи што се случи. Во тој од тогаш, ако до 2017 година нас албанската држава не попречуваше за развој на македонско движење во областите Гора и Голобрдо,
од кога ги признај бугари, му остави слободен простор на бугарската пропаганда и држава да прави што сака во овие региони кај што живеат македонците, Гора, Голобрдо, општина Пустец. И почна бугарски емисари помош да доаѓаат, да носат разни помошти, па и на самиот почеток, кога 90-тите години носија и облека и се. Тоа го правија, но поинтензивно почна од кога сега ги призна, се со цел на пописот да извадат бугари, затоа што проблемот на Бугарија беше од една страна успеа со притисок да уцени Албанија да признаи бугари во закон, но тие бугари да не фигурираат во регистри на државата. Кај се овие бугари? Да. И затоа беше целови притисок на Бугарија и кампања за на пописот извадат бугари, в суштина да ја мапираат територијата каде што живеат македонците, а главна цел на Бугарија, значи ние зошто му сме битни македонците во Албанија, затоа бидејќи Бугарија тврди дека нема македонска нација и преку нас сака да ја докусури Македонија, бидејќи ние живееме на граница со Македонија. Иста политика ја прави сега и во Косово, да ја забиколи Македонија со вештачко малцинство и да докаже дека не може да постои средина македонска нација кога од сите страни заобиколена со бугари. И затоа му сме битни ние македонци и цела ова кампања што ја правеше изминатите години со разни екскурзии во Бугарија на млади деца, стипендии за факултет, постдипломски, за докторски студии и плюс преку бугарско државјанство, давање на бугарски пасоши кои што за волја вистината не ги даваше бесплатно. Тоа е милионски бизнис во Албанија, но милиарда евра бизнис во регионот и Југоисточна Европа, бидејќи тој бизнис е и со Република Македонија, и со Србија, и со Косово, со Молдавија, Украина, до горе оди Албанија. И едно македонско семејство кое што сака пред се од економски причини да емигрира до Албанија, да оди пред се во западните држави, на побогати држави на Западна Европа, на Европска унија, плаќа неколку илјади евра на посредниците за да земи таков пасош. Сега, знаете, нашите региони се едни од најсиромашните во Албанија. И 1000 евра се многу за тоа население, а не неколку илјади евра. И така што свесно Бугарија прво направи кампања аплицирајте ќе ви дадеме пасоши, да ги навлечи, му ги собра парите. Второ, го стопира процесот на издавање на бугарски пасоши, се мора да се попишите бугари на пописот, во спротивно ќе ги изгубите и парите што ги дававте и нема да ви дадеме и ова. Значи ултиматум му постава. Сега, 2019 година, прво пописот требаше да се направи 2020 година, но поради пандемијата се одложи. 2019 година Албанија направи пробен попис. Пред се Државниот завод статистика направи пробен попис за нивни потреби. Тој не беше обврзувачки, но да види како ќе биде главната операција другата година. И во тој пробен попис во Пустец ние од тоа го дознавме од бугарски историчари кои што пишува колумни после тоа дека само едно лице се декларира за бугари. И тогаш Спас Ташев има колумна објавено во повеќе медиуми во Бугарија. Мора вика да се резултатот на пописот Албанија ќе зависи од бугарската дипломатија. Ние мора вика да смениме стратегија затоа што на овој попис пробен што се направи само едно лице се декларира за бугари, нема да ни се пишат бугари. И тоа што направија тогаш, после тоа одма ја сменија стратегијата и продавање на пасошите. Со пасошите, да, но порано и сега, например, кој сака за бугарски пасош од Југоисточна Европа мора да оди во Софија да аплицира. Само за Албанија направија да македонците и други албански граѓани додат во албанската амбасада во Тирана да аплицираат за бугарски пасош и тука кога одени кажува луѓето му вика вие мора да се пишете бугари, ова не е само за економски причини што ги земате, мора и бугари да се чувствувате. И ние кога ги дознавме овој, алармиравме албански институции, странски амбасади, дури амбасадор на Европска унија вика па ова ги поминува сите надлежности на странска амбасада. Ние не смееме како амбасада да се мешаме на трешни работи на друга држава и на овој процес. Но тоа Албанија свесно го дозволи и кога и тоа не му даваше ефекти. И сега што се случи? Пописот се направи 2023 година, септември. И ние тоа што алармиравме уште 2022 беше повторно планирано да се направи, се одложи. Тоа што ние го дознавме, тие се обидува преку да изфилтрираат попишувачи Државниот завод статистика кои што ќе работат директно за бугарите. Затоа што пописот не беше на хартија, туку се правеше на таблети. Ако еден попишувач доаѓаше кај вас во фамилија, имаше 100 прашања, значи пописни формулар. И меѓу кој етничка припадност и верска припадност и кој мајчин јазик.
И попишувачот попишуваше така како што се деклариравте и тој притискаше на таблетот. Да. После тоа, кој ќе заминеш од кај вас, имаше право повторно да влезе во апликацијата и да ви го смени прашањето. Да. И да го декларира како што сака. И дури на вечерта, кога завршуваше целиот тој ден, работен ден, тој ги ажурираше податоците, автоматски одеја во централно система Тирана. И бугарите тука на изигра со тоа што и тоа свесно со албанската држава инфлетираа своји попишувачи во регионите кај живеат македонците, кои што ова го направија сега 7.000 и нешто бугари извади Албанија од сите пописи што ги немало, од 0 сега 7.000. Ја ви гарантирам дека над 90% се направени на овој начин од попишувачите. И за ова ние тоа што правиме сега спремаме како партија тужба, затоа што сега во октомври ќе излезат податоците каде се точно овие бугари, во кои места. И ние и тоа го чекаме овој резултат од Државен завод статистика и спремаме тужба како македонска партија со сите факти што ги имаме и за бугарската држава, тоа што се дозволи, затоа пред се не само тоа што го правеа, кога почна пописот, тие добија информација од попишувачите дека луѓето не се декларираат бугари. Да. И тоа што направија бугарите, почна јавно по телевизија и по медиумите да се заканува дека ќе се одземат пасошите ако не се пишат бугари, тие што се во процес на чекање на бугарски пасош ќе се стопира процесот, и тоа јавно го направија затоа што видел дека не се пишат. Плюс другото, екстремистички групи од Бугарија доаѓаа на терен во нашите региони да агитираат. И ние алармиравме цело време за време на целиот процес, се имаме документирано до албанските власти и до странските амбасади. Албанија се направи глува, воопшто не реагираше на овие наши барања, ни полиција, ни обвинителство, значи никој. Странските амбасади, имаше странски амбасади што се заинтересираа, од големи европски држави доаѓа амбасадорите, му дававме, значи тие поставаме овие наши жалби ќе влезат и во нивните извештаи. И другото, тоа што еве и Бугарија како контролира се процес се види по тоа што во Бугарија на социјалните мрежи овие бугарски екстремисти и други личности академици објавуваа формулари сликани од таблетот, податоци заштитени со закон, строго со закон, лични податоци, како се декларирани лица бугари. Значи тие фотографии ги добиле од директно попишувачите, што е директно мешано на трешните работи на Албанија. И после тоа ние кога излега овие резултати, ние прво излегавме прво малцинство, македонска партија кој што илезе јавно ги отврдивме овие и кажавме какви манипулации се направи. После тоа се организиравме сите 8 постоечки малцинства, донесовме заедничка декларација што не ги признаваме резултатите за сите малцинства, дека не се реални и дека бараме спроведување на нов попис по меѓународен мониторинг. Единствено само Бугарија го призна пописот во Албанија. Румен Радев, премиерот и министрот на външните работи на Бугарија на повеќе пати потенцира дека Албанија спроведе европски попис и дека заслужува да се отворат преговорите за членство во Европска унија. И се јавува најголем гарант на европскиот пат на Албанија. Дали овде владата на Република Македонија презема некои мерки, затоа што вие како македонци таму сте, како би рекла, можда ќе погрешам, како некои сирачиња таму сте вие, што презема, доколку нешто презема, затоа што исто имаше подолго време како вие македонците барате македонски пасоши да станете македонски граѓани, исто и како македонците од Турција, а се уште е статус кво на тоа. Видете, нажалост, тоа мора да се потенцира. Ние навистина бевме оставени како сирачина и уште сме оставени како сирачина. Пред се ова што го направи Бугарија и со дозвола на Албанија, значи е пораз за сите македонци, но пред се за македонската држава. Кога беше самиот процес кој што траеше месец и пол дена во Албанија, ние во албанските медиуми секојдневно реагиравме што се случува. Ние не добивме никаква помош, ниту едно лице, значи ви гарантираме одговорно, ако има може да се јави, ако каже некој, не ни се јави, било од власта тогашна, било и тогашната опозиција да не праша како сте, дали ви треба нешто, како оди пописот, како трае процесот. Значи, освен македонски амбасадор од Тирана, што значи сами се боревте вие таму. Освен македонски амбасадор што имавме комуникација дневна со него, друго, значи функционер, политичар,
од Република Македонија, од властот, ниту и од опозицијата тогашна, ниту еден не ни се јави да не праша дали сме живи или што правиме, како правиме. И ние тогаш тоа се чудевме, како ние ја водеме борба за опстанок на македонската нација, затоа што нашето бришење асимилација во Албанија, значи бришење на македонската нација, тоа го објаснивме претходно сега. И ниту едно лице не ни се јави. И после тоа, кога излегу резултатите, од кој барат одговорност? Се чудат институции Македонија или партиите? Значи... Добро, а што се случува, веќе познато е со тоа, што се случува со пасошите? Дали веќе ви ветија новата влада? Видете, ние имаме комуникација се веќе со новата влада, имавме средба и со председателката Силјановска, Гордана Силјановска, па еве сега ќе имаме на 5 октомври ќе дојде министер за внатрешни работи во Тирана, имаме договорена средба. Јас потенцирам дека, видите, за кога се работи за национални прашања, мора да има сеопшт консензус во Република Македонија од сите политички партии, вклучително најмногу двете поголеми партии, ВМРО и СДС. Прво, тоа што треба Република Македонија, политичките партии пред се, не треба да не гледат нас како гласачи за Република Македонија, да ги интересира кога има избори да се организира да одат македонците да гласат. Затоа што прво, јас сега да потенцирам, наша партија е Република Македонија. Да. Значи не е ни ВМРО, ни СДС, ни која било партија. И не треба нас, значи, ние сакаме да имаме јака матица, јака македонска држава. И не треба ние да заземаме страна пред се како македонци, да решаваме кој ќе биде власт во Македонија. Тоа нека го решат македонците во Република Македонија. Да. И ние како македонци од етничка територија Македонија, кои денеска сме во Албанија, се бориме за наш опстанок и нам матицата треба да не подржи во ова наша борба. Без разлика кој е на власт, било ВМРО, било СДС, значи која било партија да дојде мора да не помогне. Еве се навраќаме, значи добро, еве имаше една убава колумна пред нема ни месец дена во Албанија, една албанска новинарка напишано за ова што Бугарија го направи со македонците и со пописот во Албанија. Таа ги напаѓаше, вика, ова е Сан Стефанска Бугарија. Голема Бугарија со ова фактички прават преку Европска унија. И вика, добро Бугарија ова го прави, а што прави Македонија што ги остави на свој цело своите луѓе? Да, тоа сакам да кажам. Да. И сега, ние збориме за бугарски пасоши, ние има 30 години што бараме македонски државјанства, освен во Мала Преспа што, еве, скоро мнозинство имаат земено македонски државјанства, гора Голо брдо немаат земено. И во други градови кај се македонци. И автоматски ќе се дистанцираат самите тие. Затоа зборим, значи тоа што треба. За нас треба матицата, Република Македонија да има национална стратегија, значи со конкретен план како ќе може да помогне за да ние опстоиме таму на нашите територии, на своето што сме. Бидејќи како вака Бугарија, значи да не речем на дневна основа, на месец, на неделно прави некоја активност. Значи за ова што и сега ние уште допрва ќе ги имаме маките со Бугарија, затоа што сега веќе Бугарија успеа својата политика да легитимира, да извади бугари на попис и во регистрите, и сега има легитимитет и да ја блокира Албанија дека еве не ги почитуваш прават на бугарите. Сега тек почнува процес на бугаризација кај нас. И затоа нам треба да имаме поддршка од нашата матица за ние обстаиме, затоа што видите Албанија прво воопшто не му е гајле. Имаме уште 10 минути до крајот на нашата вечерашна емисија. Албанија воопшто не му е гајле што се случува со нас. Тоа да бидеме реални, мислам да не се лажеме. И си гледа своите национални интереси Албанија и се свесно го дозволува. Јас ви гарантирам само 1% ние нелегални работи кои направивме во Албанија, како што прават бугарите, ние ќе бевме затвор сега. Да. Но на бугарите се му е дозволено. Не само тоа. Сега во моментот, значи нашата македонска партија сме на суд во Албанија, не тужи фондацијата Бугарска меморија од Бугарија, ни бара 10.000 евра оштета и јавно извинување затоа што ние баравме документирано од владата на Албанија и сите странски амбасади да се забрани нејзината дејство во Албанија затоа што корупира албански функционери за асимилација на македонците, дека има направена коруптивна мрежа со посредници за бугарски пасоши кои влијае исто на пописот. Сега тие не тужат и тоа што сакаат да постигнат да не замолчат, да ние не се бориме за правата на македонците во Албанија. Меѓутоа, реков кратко е времето за жал, меѓутоа ти
паралелно со ова, значи, се бориш за да се види вистинската правда, а од друга страна бараш и од самата Албанија да се отворат и училишта, бараш и службен јазик, да биде македонскиот јазик во местата каде што се македонците, културен центар, сите тие работи. Значи, ја прво и тоа, овие работи ги потенцирав од говорницата на албанскиот парламент, и како и во нашата програма, значи ова не бараме нешто незаконски надвор од уставот на Албанија. Ова, значи, се меѓународни стандарди за почитување на права на малцинствата, бидејќи Албанија е потписник на Раковната конвенција за заштита на правата на малцинствата и според тоа има обврски да ги подобри правата на малцинствата како употреба на мајчиниот јазик во областите каде што живеат малцинствата, образование на мајчин македонски јазик, бидејќи ние во моментот, еве ова година ќе славиме 80 години од образование на мајчин македонски јазик во општина Пустец, Мала Преспа, но не во другите делови каде што живеат македонците, Гора, Голобрдо и градовите. И според Рамковната конвенција за заштита на права на малцинствата, ако еве на пример во Корча има барање, еве да речеме 30 родители, 20, се со закони уште помалку 15 родители да се изучува факултативно македонски јазик, албанска држава тоа треба да го дозволи, а тоа не го дозволи албанска држава. Ние имаме полно такви петиции кои што Албанија не ги дозволува на те години, но тие наши барања влегле во извештаите на Советот на Европа и на Европската унија. И затоа е ова наша борба која е легитимна. Значи ние не бараме ништо противуставно во Албанија и против територијалниот интегритет на Албанија. Тоа што го бараме ние почитување на нашите основни човекови права според сите меѓународни стандарди и нормално ние сме лојални граѓани, ништо лошо нема видено на Албанија од нас и не ќе види што се вика. И затоа не беше фер ова што го дозволи со Бугарија што ни го направи нас македонци. Очигледно, иако и при сите овие обседна со сите овие проблеми, ти во тебе се гледа начисто дека е всадено македонштината. Гледам дека со фолклорни групи на културни манифестации сакаш македонците што се од Пиринска Македонија, од Егејска Македонија, од во Србија, односно поранешните републики на Југославија, македонците од Турција, да направиш нешто, барем едно духовно здружување, како што и синоќа реков, сложни браќа куќа градат. Ти токму тоа сакаш да го реализираш. Значи, јас сум растен во таква средина, во Мала Преспа, ние сме растени со тоа македонштина. И секако ние се гордееме на успесите на нашите македонци сегде во светот. Јас имав таа среќа и прилика во изминатите 15 години, да кажем, сум бил дел од многу активности, било во Егејска Македонија, во Пиринска Македонија, во Србија, во Хрватска ке македонците, во Турција бевме на 2 пати со фолклорни друштва. И навистина е гордост која ќе видиш дека македонци без задека живеат, пеат, играат на македонски јазик. И така што навистина преку јазикот, културата, традициите, фолклорот, македонците се обидуваме духовно. Сушно си ги здружуваш и да се запознат, да. Не само тоа, еве ќе ви кажам само еден пример. Учествувавме во Прилеп фолклорни млади и фолклорни групи од Лерин, од Петрич, Пиринска Македонија, од Пустец и од Републиката Македонија. И децата се дружат меѓу нив, зборува на македонски јазик и на крај решивме сите да изиграат Елено Момет, кој што сите го игравме. Така што преку тоа да ние, како што кажав, национална стратегија треба да имаме не само за македонци во Албанија, за сите македонци и во соседството и во диаспората. И тоа што Македонија не го прави, ние самите го правиме македонци од соседните држави. Ние имаме многу комуникација и со издружени политички партии, и со Веножито во Егејска Македонија, и со Омо Илден Пирин во Пиринска Македонија, и со други издруженија, и така заедно ние се бориме, кога имаме активности ги каниме кај нас, кога има тие не канат, ние одиме кај нив. Јас имав 10 години забрана за Грција поради моите активности, што одев на панаѓури во Егејска Македонија или кога ме канали на разни активности, дури лани ме пуштија да ме термеа забраната. Кратко ни е времето, при самиот крај, жал ми е, мислам терминот ни е толкав, која е твојата порака како поздрав до нашите слушатели? Пред се, јас да му се заблагодарам на македонците во Канада, кои што изминативе години, во 30 години, ние имавме голема помош како македонци во Албанија, македонско движење, реновирање, реконструкција на изградба на македонски храмови, црковни храмови таму, така што голема благодарност до македонците во Канада.
Јас позитивно се изненадав од престој тука, тоа што бев и тука и во црквата, и прославата што бевме, запознал македонци од цела етничка Македонија, и така да продолжат да бидат обединети, за македонскиве работи, да се поддржуваат сите, бидејќи навистина и вие спомнавте дека ако бидеме обединети и ќе имаме и македонско радио и фолклорни групи и повеќе се, и така да продолжи. И вие спомнавте и за Даниел Мейсон дека се кандидира, синоќ имав можност со него да седам, бидејќи тој е македонец по Подгоревска Македонија. Навистина е многу битно македонците да гласаат за него, да имат свој представник, свој глас во канадскиот парламент. И исто така, да се заблагодарам на личности што јас лично и се знам, и сме соработувале, кои што од Канада македонци што не помогне, како Бил Николов, доктор Лев Терманче, Драги Стојковски, Грегори Цанев и многу други кои што живеат во Канада, но и нашите македонци со потекло од Мала Преспа кои што живеат во Канада, кои што и тие без разлика што се последните години се дојдени, не заборават родниот крај Мала Преспа, имаат помагано за цркви, па за македонско движење. Тука се пред себе го издвоил Босико Агос меѓу првите македонци во Канада после 90-та година, па насте граждани, Владимир Трпо, мојот најдобар другар од детство со кој израстивме заедно, па Јани Малевски, Адријан Нестор и многу други. Васил, навистина ми беше големо задоволство, но и чест да бидеш мој гостин, зашто ти си човек, би рекла, кој ретко мајка раѓа. Храбар, без да гледаш на твоите последици, за кој навистина и што велат старите, од срце ти се поклонувам. Многу поздрав до сите наши сонародници во Мала Преспа, па и во другите делови на етничка Македонија, со желба да истраете во овие перфидни политички игри и од западните држави, но и во државите во кои живеете вие македонците. Многу ти благодарам. Благодарам и на мене, беше задоволство. Ти посакувам исто и добар пат за назад за Македонија. Поздрав реков до сите, посебно до твоето семејство, со желба повторно да се видиме во најбрзо време. Наближуваат и последните минути од емитувањето на оваа вечерашна наша емисија на Глас од Македонија. Се надевам дека задоволивме дел од вашите чувства со содржината на емисијата. Благодарејќи ви што сте со нас, би сакала да ве информирам, доколку имате некои сугестии или поздрави до ваши роднини и пријатели ширум светот, слободно пишете на YouTube од The Voice of Macedonia, а ние или со вашиот глас аудио ќе емитуваме во следната наша радиоемисија. Немојте да заборавите да кликнете на subscribe, кој е бесплатно. Со тоа ја давате вашата поддршка за да радиочасот Глас од Македонија добие поголем публицитет и слушаност. Повторно со вас сме идната недела од 6 часот навечер, каде преку радиостаницата на CMR и Брановата должина 101.3 FM ќе бидеме заедно со вас. До нашето наредно јавување, со желба за пријатна седмица, вашиот уредник и водител на радиочасот Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.